Граничниот пионерски дом Карпош, денешен детски културен центар Карпош, постои повеќе од 7 децении. Се наоѓаме моментално токму овде во центарот, каде што ќе прикажеме какви се програми, секции, работилници и фестивали се традиција на овој дом и какви се активности се негуваат токму тука. Како изгледа самите почетоци на овој центар? Детскиот културен центар Карпош, како што и самите кажавте, постои повеќе од 7 децении. Ние пред 2 години го прославивме 75 годишниот јубилеј, така да сега со полна пареа се подготвуваме за една импозантна бројка. Тоа е 80 години постоење на детскиот културен центар Карпош, кој што предходно се викал Пионерски дом Карпош. Самите почетоци во нашата институција што траат и до ден денеска се практично осмислување на слободното време на децата преку различни секции и се следи интересот на децата. Па можам да ги истакнам секциите кои што екзистираат повеќе од 40 години. Тоа е фолклорната секција која што почнала како фолклорна група во тогашниот Пионерски дом Карпош, за да потоа прерасне во еден детски ансамбл кој што до ден денеска екзистира во домот. Исто така шаховската секција е една од оние секции кои што се повеќе од 40 години, каде што навистина најдобрите шахисти минале низ овие простори и до ден денеска исто така постои секцијата. Една интересна приказна за постоењето на овој храм на културата е дека во минатото тоа било приватна собственост на Али Драга, каде што оставил аманет да во ова зграда, која што ја дал на подарок на градот, се одвиваат активности со деца, бидејќи самиот тој немал свој пород, свое семејство. И морам да споменам дека во 90-тите години последниот потомок на Али Драга дошол во центарот за да се увери дека аманетот се уште се исполнува. Ова е наша гордост. Со право можеме да кажеме дека на вистина го исполнуваме тој аманет, каде што во нашиот центар се случуваат разноразни активности поврзани со децата. Какви се видови на работилници може да се видат во овој центар? Во центарот се одржуваат работилници согласно интересот на децата, така што имаме работилници кои што се насловени како етно-креативно катче, каде што децата своите вештини ги преточуваат во готов производ, потоа со најразлични материјали, потоа работилниците за креативно менторство, каде што се случуваат најразлични продукти од идеја до реализација. При тоа имаме посета на најразлични знаменитости, објекти, така што тоа се инспирација за најмладите, кои што на крајот од денот ни презентираат, можеби понатаму ги можат да ги продаваат своите производи. Тука ќе го споменам изучувањето на класичниот мозаик, кој што со редење на каменчиња се доаѓа до една прекрасно дело. Понатаму имаме работилници за фотографија, дигитална фотографија и така натаму. И сега во поново време ги развиваме оние вредности кај децата од најмала возраст преку детската филозофија, односно работилници за детска филозофија, каде што ги учат оние семејни вредности, зборуваат за нештата кои што се случуваат околу нас во секојдневието и на интересен начин преку приказни доаѓаат сами до собствени заклучоци за
денешницата и за живењето воопшто, бидејќи филозофијата е мајка на сите науки. Дали сите овие активности, секции, работилници ги следат на некој начин трендовите и ги задоволуваат интересите на самите деца? Апсолутно. Домот е формиран за да го осмислува слободното време на децата. Ние ги следиме трендовите и сето она што е интерес кај децата, така што во текот на една календарска година отвараме и нови секции, така што еве можам да ја споменам и секцијата за 3D принт, каде што освен што го создаваат преку најразлични апликации, компјутерски, она што сакаат потоа да го испечатат, на крајот од денот е среќа кога ќе си го видат продуктот во своите раце, она што го замислиле или што го нацртале, го имаат во своите раце испечатено преку 3D принтер. Понатаму мултимедијалното катче е исто така една интересна секција, каде што децата, 10 талентирани деца, се избираат на почетокот на една календарска година и тие работат со ментори, експерти по одредени области. Особено е многу значајно да кажеме оние детски подкасти, каде што веќе почнавме да ги пласираме. Изучуваат како се компонира, како се пее, например, работа во студио и така натаму, што значи дека нешто што е тренд сега во моментот го спроведуваме тука и во центарот, што не значи дека и оние секции кои што се помасовни, како балетот, например, бидејќи морам да истакнам дека првите балетски чекори на сите оние прима балерини кои што некои повеќе не се меѓу нас, како например првенката Натка Пенушлиска, се започнати токму одовде, од центарот. Тоа била една мала група на балерини кои што ја сакале балетската уметност и под менторство на Анелизе Асман тие почнале да од група потоа да действуваат како ансамбл, што значи дека ние и до ден денеска имаме 3 возрастни групи во балетската секција, 2 возрастни групи во фолклорната секција и секако морам да ги споменам и оние секции кои што се со индивидуален пристап, каде што се посветува максимално време еден на еден, тоа се изучување на традиционалните инструменти кои што се малку подзаборавени, но ние тоа го негуваме во центарот. Понатаму изучување на класичната гитара, понатаму оние масовните хор, да кажеме, па и драмската секција е тука, ликовното студио е тука, пинг-понгот е тука, сето она што природни науки се тука, да. Така што, ете, од различни аспекти го третираме она што е интерес кај децата. Убаво е да се напомене нешто и за манифестацијата Уро без граници, која што првпат е одржана во 1991 година. Која е главната одлика на оваа манифестација? Така, Уро без граници е символ на пријателство помеѓу децата и тоа пријателство трае и ден денеска. На наше големо задоволство оваа година ќе го имаме 34-тиот меѓународен детски фолклорен фестивал,
каде што на едно место се деца од различни краишта на Европа и светот, каде што ќе можат сите посетители присутни да го видат на најголемо оро, а како препознатлив знак на овој меѓународен детски фестивал е тоа дефиле кое што се одржува од и се трае од нашиот центар до местото каде што се одвива главниот настан. Некогаш тоа се случува во градскиот парк на Школка, некогаш тоа се случува на градскиот плоштад. Во градот Скопје оние знаменитости кои што се многу важни за нашиот град можат да ги видат сите оние учесници кои што се на овој фестивал. И на наше големо задоволство, главен покровител сите овие 34 години е градот Скопје, бидејќи ние сме институција под капата на градот Скопје и за волја на вистината тие ја поддржуваат секоја наша идеја, бидејќи ги препознаваат нашите намери кои што се на крајот од денот од децата за децата. Меѓународниот фестивал за класична гитара и надпревар тремоло, за кога за прв пат е одржан, исто така која е главната одлика па и на овој фестивал? Оваа година ќе го славиме 16 години од постоење на Меѓународниот фестивал и надпревар тремоло, каде што љубителите на класичната гитара можат да ги чујат оние звуци кои што предизвикуваат навистина голема возбуда кај посетителите. Фестивалот е навистина празник за очи и за сите сетила, бидејќи изминатите 15 години на сцената на тремоло поминале многу еминентни гитаристи од Европа и светот. Во последните 5 години ја имаме безрезервната поддршка и на шпанската амбасада во Скопје, каде што ни причинува големо задоволство што е тоа така, заради тоа што изминатите 5 години имаме перформанс и изведби од шпански фламенко состави, каде што навистина секоја година е уникатна приказна сама по себе овој фестивал и надпревар. Во последните 2 години морам да истакнам дека малку затаивме со надпреварите, бидејќи од аспект на организација, во смисла на тоа дека беше пандемија со короната и малку сите оние надпреварувачи кои што беа гости на нашите надпревари беа оневозможени да присуствуваат, но еве сега оваа година се прават големи напори да се вратат тие надпревари, каде што главна награда за оној кој што ќе ја освои во надпреварите е рачно изработена класична гитара. Можеме да заклучиме дека самите фестивали на некој начин се традиција на овој центар. Кои други фестивали се вредни да се споменат, кои што се традиција и се негуваат токму во овој центар? Да, еден од фестивалите кои што се негува во центарот е фестивалот за традиционални и класични инструменти, насловен како инструментите на моите предци. Самиот посебен наслов кажува многу.
Како што реков, бидејќи екзистира и секцијата за изучување на традиционални инструменти, малку подзаборавени. Во поново време децата се срамат да од својот корен, од својата традиција, не сакаат да свират на тапанот, на гајдата, на кавалот, на дудукот. Ние со голема љубов и со голем ентузијазам ги покануваме сите оние љубители од најмала возраст да ја всадиме таа љубов кон изучувањето на традиционалните инструменти и така го формиравме овој фестивал, каде што и надпревар, каде што имаме можност во 2 дена да видиме навистина деца кои што инструментите се поголеми од нив. Малку вака да се насмееме, тапанот за нашата Лара Маркович, која што е член во истоимената секција, е навистина инструмент кој што е поголем од незен, но како Лара расте, така ќе ги задоволи оние критериуми за да учествува и на надпреварите. Така што можам тука да го споменам фестивалот за детските мюзикли, кој што оваа година по втор пат ќе се организира и реализира, и сега сме во потрага по главните улоги за мюзиклот Аладин и волшебната лампа. Така што ете ќе има публиката можност да го проследи, некаде се подготвува во јуни, да можат да го видат на едно место, 3 уметности, танц, пеење и глума, преку нашите соработници, тоа се Крео Аксис или студиото за деца и младинци Бродвеј Јуниор, кој што навистина макотрпно, но на крајот од денот имаме еден цел перформанс за пошироката јавност да го проследат овој перформанс. Крајот на овој интервју сакам да го проследиме со експерименталната лабораторија која што се наоѓа токму тука. Од што се состои работата на самата лабораторија? Ова беше една успешна приказна од општествено одговорната компанија Варус, која што за време на пандемијата практично ни подари една ваква експериментална лабораторија за природни науки и секогаш ќе бидеме благодарни што ете на тој начин партиципираше токму во центарот за да се создаде една ваква лабораторија која што екзистира и постои од 2020 година. Практично во оваа секција се одвиваат практични експерименти. Децата можат она што го чуле, она што го гледаат можеби само на ТВ екраните, да го овде експериментираат со помош на секако ментор кој што ги води низ процесот, бидејќи некои од експериментите се реализираат со помош на хемикали, кои што ние навистина водиме сметка да тоа само го видат, а не и да го демонстрираат самите деца, односно да го експериментираат, туку со помош на менторот, но генерално оние експерименти кои што ги прават предизвикуваат голема возбуда кај најмладите, бидејќи она што го чуле и што го восприемаат теоретски, можат практично да го експериментираат. Па се надевам дека љубовта кон природните науки ќе се развие, па можеби одовде ќе имаме некој хемичар, биолог, некој кој што ќе истражува и ќе бидеме горди на она што сме го постигнале. Благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да слушнеме за сите активности кои што се спроведуваат токму овде во овој центар. Ви благодарам и вам што секогаш ги следите активностите на Детскиот културен центар Карпош.